Jeje wemba wemba ma wemba. Ямико, дали си го молела Бога да ти ги прости греховите? Слушай. Боите и платната беа расфрлани насекаде. Хамърът! Той е луд. И многу се чудевме што да правиме. Навечер беше пусто, останувавме по цели ноќи да седеме, а во тие жештини и така пусти денови нешто ни недостасуваше. И кога се појави Скопско лето, кога почна да функционира, знам дека сите бевме среќни. Возвишено е да се создава убавина, нови творби и мостови. Благородни се трајните вредности ако во нив е вткаена љубовта. Под овој творечки знак пред 3 децении се оствари идејата за Скопското културно лето и започна една традиција што трае до денес. На воза. Ајде бе! Ајде, нели го чекаше воз? Ајде! Побрзајте, младичу, може да ви избега. Веќе 30 години Скопско лето стана историја. Историја на културното живење на овој град, на кое со задоволство сакам да се подсетам враќајќи се на времето на неговите почетоци, едноставно зашто Скопско лето беше родено од еден занес и еден концепт на демократична култура кој што тогаш беше многу актуелен. Со него се раневме од манифестации како што беше Младиот отворен театар, манифестациите што се случува ширум Европа, каде што веќе почнавме да комуницираме и да ги донесуваме како искуство и заправо од некои теоретски искуства како што беа оние на еден Карел Тајге, например, кој што заговараше идеја за панаѓур на уметноста. Таков еден панаѓур на уметноста во убавата смисла, не во ефтината смисла на зборот, се обидовме да создадеме и ние во Скопско лето, предлагајќи го концептот пред некаде 30 години на една манифестација која што ќе биде отворена не само во комуникациите како што беа другите фестивали. Охридско лето комуницираше во просторот, во географскиот простор, туку и во урбаниот микропростор. Скопско лето практично го отвори скопскиот микропростор, барајќи нови места на културни случувања, нови места на културни збиднувања и нови димензии на културниот активитет во нашава средина.